Ние смо најмалку виновни. За нас е. Сите што су во парламенту, онај стар састав кога беше транзиција, сите су виновни. Зашто секој бараше да докачи некоја фирма, не ги интересираше за радничка класа. А најголем виновник е господин Живко Митревски што се крие синдикати. Зашто не нам на време објаснива како и што ќе се движи вработиве, за так да застанемо на фирме, а не сега да одиме по улице и да тражимо милостињу од пратеници. И ги порачувам да остави партиске потребе на страну, да земев да си ги изгласав закон, иначе ќе има вработу со нас. Да, ако не го изгласа, што сте подготвени да направите? Више ван нормалу ке смо. Прво ке се оди пред секој пратеник дома, да види како изгледа кога се бара леп. Прво тој. Шатори ке се постави вили у Жена парк или доле пред Владу, каде ке земеме дозвола. Од тука све што можемо да направимо, ке направимо да заинтересирамо и Европску унiju, и европски пратеници, и сите, и под хитно писмо ке се прати у Европарламент да се види што се работи овај геноцид врз овај народ. Ово е чист геноцид. Овој га у ниедну државу нема. У секоју државу, нарочито балканску, да ја оставимо европске, секаде су работници овај категорија е згрижена. Само во Македонија. Зошто? Зашто по споменици да се прават, а народ нека оди, нека брца по канте, нека бара леп. Срамно и жалосно е. Никола Груевски, најголемиот виновник овој што нам се дешава 8 година. И га повикувам подхитно да ga реши проблем со стечајци, иначе ќе има проблем со стечајци. Крај. Зашто не е платен, ми не смо криви. Зашто не е платен, сакамо стаж да ни... Си вика пред цел свет дека е све убаво Македонија. А одека е најлошо за овие народ што живи. Трпи за парче леп. А не дава да искача азил, да си искача. Да не се препуцуе кој крив. Сите су виновни внатре. Сите до еден. До еден су виновници. И ВМРО и СДСМ. Сметате ли дека имаат капацитет да го решат прашањето? Има. Ако постои политичка волја и ако имају малко во нив људскост. Вчера беше нели ден на човекови права. Малко нека се озрнат што работи в други земји. Нека погледневи на свој народ. Доста нам е од споменици, живи не закопа. Живите не закопа. Срамно и жалосно луѓе да плачат за леп, а они споменик врз споменик да гради. И нас да не само мава, ви да не прогања. Ако не го решите овој статус на нас стечајци, има да биде Украина овдека број 2. Више е дошло крај. Ни знаемо празници, ни знаемо куќне славе, ни знаемо женитбе, ни знаемо удатбе, ни смеемо негде да поидемо на гостини, па некој да нам дојде. Криемо се од извршители, дома врата не смеемо ни на унуци да отвориме. Ово е срамно и жалосно што се работи. Овој га нигде у свет нема. У Зимбабве па га нема овој. И на нима некој пружи руку, на нас никој. И овој што га збориш да изјавија стварно они половина, овој што се роди ништо не изјавиат на телевизија. Па нема откуде ништо и мора да рипам. Нема паре да отиде у болница на психијатра, рипна и удавис. Не дојде извршители на врата и што ćеш? Секоја белешка од сега што ќе дојде на стечајног работник, ако не се изгласа закон, ќе биде транспортирано у Владу да го плати Груевски. Груевски да го плати. Ние немаме пари ни за леп, а не сметке да плаќаме. А најмалку за телевизија македонску, зашто тие су најтранспарентни, не су уопште транспарентни. Ниту еден стечајен протест нема објавен. Срамно и жалосно, а тражив да ги плаќам. Немамо пари и нема што да плаќаме и уопште не сака македонску телевизија да го чују повеќе. Срамно и жалосно е една телевизија национална на тој начин да се понаша, значи, со свој народ. Тој за нас не е национална телевизија. И од овој место порачувам дека ниту еден стечаец нема да плати за македонску телевизија.